Vam јас неколку прашања, а вие да ми одговорите. Еве, ќе го прашам. Милан, како се вика утрешниот празник? 11 октомври. 11 октомври. 11 октомври. А како се вика, Матеја, нашиот град? Прилеп. Така е. А како се вика нашата земја? Сите го знаете тоа. Македонија се вика. Така. А она знаме што стои тука за празникот, чие е ова знаме? Одлично. Ајде сега нека ни кажи, кој сака? Еве Јаков нека ни кажи, какви бои има знамето на Македонија? Црвено и жуто. Ајде, добро, кажи ми ти, Христијана, што е она што е жолто на средина на нашето знаме? Ама, Христијана, ја прашам. Тоа е сонце, така? Нели е убаво нашето знаме, деца? Да. Мислите? Јас мислам дека е најубаво на цел свет. Уште нешто друго, еве Тео ќе го прашам. Нашиот град е град Херој. Што значи Херој? Да биде силен. Какви се хероите? Што велиш ти? Силни и храбри. Силни и храбри. А ти, што велиш, Стефан? Уште нешто за хероите, какви се? Силни и брзи. И многу брзи. Се плашат ли и Сара хероите? Не. Не се плашат, а? Нашиот град имал многу такви херои, многу борци што се бореле, ама зашто се бореле, деца? Знае ли некој да каже? Кажи ти, Дарија. Ама што? За да е ослободна Македонија. Така е, за да биде слободна Македонија. И затоа што нашиот град дал многу такви херои, многу храбри борци, затоа нашиот град е град Херој. Колку е убаво што живееме во град Херој. А како се вика? Честит Празник Македонија! Ајде да го честитаме празникот, сите гласно да кажеме честит 11 октомври. Може ли? Ова е најубавата честитка. Ќе ја прашам, што направивме ние за да му го честитаме празникот за денешниот? Правевме ли нешто заедно? Да. Што? Огномет. Направивме преубав огномет и ќе си го однесиме сите дома. Ставете го на убаво место за да го видат сите. Иво, каква боја има твојот огномет? Червено и жолто. Такво е знамето. А огнометот го направивме малку поразличен. Зелени бои, И жолто. жолта и зелена. Мислам дека ставивме и од другата црвена со жолто. Добро, деца, и за крај уште еднаш честит 11 октомври. Честит